Уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1. Јас сум Љупчо Златев, а со мене ова утро е колегата Столен Наумов од Канал 77, еден од првите подкастери во Република Северна Македонија, пред тоа воопшто да се нарекува подкаст. Добро утро, Столе. Добро утро, поздрав до сите слушатели, гледачи. Столе, две работи го обележаа викендот. Прво, Македонија виде снег. Ние во Скопје за жал не видовме, но дел од државата виде снег. И одма истите проблеми. Не, Стојанче Ангелов се пофали дека за прв пат по подолго време снегот властите не ги изненади. Па имаше блокирани, ги излекуваа со специјални возила ке Мавро. Добро, тоа не е изненадување. А ова што го рече Стојанче, ова е критика и за него по прв пат. На него не му е прв пат. Па добро, да, ама и тој зависи нели од целокупната атмосфера и тоа колку власта него му дава доверба да го работи. Дали он успеше директор, зависи дали ќе биде ВМРО на власт или ќе биде СДС. Па генерално. Така и во приватниот сектор ќе му излезе некој ден. Например, сега да си. Добре, оне како се викаше Марковски, тендерашот, него му зависи од власта генерално. Добре, се мучи малку Стојанче, ама окей, дечка, пријател ми е. Во секој случај тој вели дека не ги изненадил властите. Не сум направил обсежна анализа. Тоа исто и за пожарите беше. Која беше СДС на власт, он исто беше директор. Тоаш најнеспособната власт. Нај ова, нај она. Оваа година медиумите нешто пократки беа за него. Не е за него се сврте работата. Ние даваме шанса. Успешно се справува со пожарите, а резултатите глуп зборја тоа. Последиците од пожарите оваа година може би и пострашни. Столе, може би тоа е едно големо ствари перцепција, зависи како ја гледаш, како ја презентираш. Све да е исто, доста ние што него гледаме заев. Така би рекле поголем дел од Македонија. Па јас не би рекол баш така, со заев испада дека е многу голем фраер у мемуарите на Меркел, кој се голема работа. Најбитната издавачка ситуација во моментот во целиот свет, која што ќе донесе многу пари за Меркел, значи голем интерес има. Од сите лидери на целиот Балкан, само Заев се споменува и тоа во позитивна насока, дека бил храбар и решителен. Но сега Меркел не е било која се, Меркел да те пофали, не е битна работа. Види, 2-3 реда... Сега според Меркел, ако ние не го гледаме тоа, Меркел го гледа. Може и после 20 години на вистина Заев ќе биде голем. 2-3 реда во книгата на Меркел не значат ништо, доколку вие не успеете. Ако те нема во книгата ниту еден збор, ниту за Вучик, ниту за Тадик, ниту за... Ја ќе ти го цитирам таткото на Джастин Трудо, еден долгогодишен... Пиер Трудо, еден долгогодишен лидер на Канада, вели: јас секој утро станувам и ги отварам сите светски познати вестници. New York Times, Financial Times, The Economist. Пуштам, вика, на сите светски телевизиски мрежи, доколку нема ништо за Канада, тоа значи дека тераме супер. Не е баш така. Така вели Трудо се. Има една друга работа. Затоа што, сега види, што аир имаме од тоа што Меркел го спомнала Заев, кога во држава не дошла, не само што не дошла, си одат во изминатите години германските инвестиции. Што аир од тоа што Меркел го спомнала Заев, ако го спомене, например, Мицкоски или Груевски во позитивна насока, јас гарантирам дека сите медиуми, посебно оние про владеачките, на првите наслови ќе одеа со таа тема. Па ќе прави анализа зошто се случило тоа. Зошто док не бил Мицкоски не можела да го спомне, пошто Мицкоски генерално кога стана премиер, Меркел веќе беше пензионирана. Хипотетички се. Хипотетички. Не можело да го спомне Мицкоски од една страна, од друга страна во однос на Груевски е спомнат, мислам дека и од Џорџ Буш на Груевски му даде награда. И тоа баш, се сеќаваш на тоа? Не се сеќаваш. Гледаш, кога беше во Македонија во екот на шарената револуција. За најголем реформатор, зашто?
па за некоја таква работа беше во Америка, беше Никола Груевски и наградата му ја врачи лично Џорџ Буш. И имаш периоди и Милошевич беше ведета главна извини, на американците, па после стана најголем злосторот поради лошата политика. Кога се случи сето тоа, јас не се подмочав, нели, за разлика од сите про СДСМ медиуми кои се подмочаа за Зоран Заев. Ви кажем, ја тоа него не истретирав дека Груевски добил награда од Џорџ Буш. Прогуглајте Груевски Буш и ќе видите. Беше да сред шарена револуција овако. Но еве, ако сакате да ве Дајде го, ајде, погрешна информација. Да ве, како се вика, ако сакате да ви изненади, да бидеме добри, еве, да му се свети името на Заев, да побараме икона, да ставиме од него. Во таа насока и Шекеринска се согласуваш со Ковачки дека она не требало да биде, како викаш. Не, тоа не се согласувам. Радмила Шекеринска од оваа радиостаница и од овој медиум и од мене лично беше најмногу испочитувана во првиот момент кој ја доби функцијата. И сега шо? Ајде, за снегот или за знамето? Ајде, зашто да... Не знам, ја се може за наградата на Ајде. На Груевски награда Џорџ Буш, само секунда. Имаше, значи, настан се сеќавам убаво, Сител работев. Тогаш работеше кога новинарите го прашува, како се вика, кој ти, дали Трамп знае за тоа, он што го прави. Обратно, Груевски му дал награда на Буш. Ама Буш дошол, да. Кај дошол? Ама Буш дошол, во Америка на настанот, посебен ивент. Посебен ивент на кој Груевски му става орден на Џорџ Буш. Да. И ти викам, уопште не се подмочав. Сега ќе го искористам овој термин затоа што на ова лигавење што у два реда го спомнале Заев у некоја книга, немам друг соодветен збор да најдам. Сега го спомнале Заев, човекот кој трајно ни ја уништи иднината со неговите погрешни одлуки. Јас мислам дека ја цементираше еднината во позитивна насока со тоа што конечно го реши. Со тоа што не заглави 20 години во евроинтеграциите. Со што? Со грчкиот, со бугарскиот договор. А и со преспанскиот договор ни зададе еден удар. Ај за преспанскиот договор ќе ти кажам една информација. Имаше една средба во саботата. Бугарско-македонски клуб или клуб за бугарско-македонско пријателство беа присутни доста луѓе кои што се така со полиберални сваќања. И од Македонија во поглед на Бугарија и од Бугарија во поглед на Македонија. Никој не го спореше на таа средба постоењето на македонскиот јазик. Сите зборуваа за тоа дека треба да се создадат навики, да се зголеми интересот и за бизнис и за култура и дека треба политичарите конечно да почнат да се однесуваат како оние луѓе кои што работат во културата, како режисерите, како уметниците. Си врват представите и тука и таму. Јазиците ни се слични, се разбираме лесно. Имаме голем пазар таму, 6 милиони и за музичарите, и за уметниците, и за филмаджиите, и они имаат тука 1,5 2 милиони, колку и да е. И дека треба тоа да го користиме, и дека треба малку да се однесуваме себично како што и прагматично како што се однесуваат бизнисмените. Ако не си знаел, последната година размената трговска помеѓу Македонија и Бугарија веќе е 1,4 милиарда, над милиарда отиде. Тоа било мисловна, како сакаш, именка пред инфлацијата. 7-8 години некој да спомене. Па пред инфлацијата, затоа што тогаш не вределе 7-8 години. Кога ќе ги видите, кога таа сума ќе ја ставите на инфлацијата, која е 2%, 3%, лани беше колку 9, 12, 14, не се сеќавам моментов, проценти ќе видите дека всушност нашата трговска размена со Бугарија е иста. Као што била пред 8 или пред 10 години, па иста. 100 милиони, 200 милиони и милиарди 400 не е иста. Значи никогаш не смееш да гледаш кога поставуваш економски параметри, никогаш не смееш, сега не тврдам дека е различно, можеш и целосно право, но никогаш не смееш да ја земаш апсолутната бројка, туку треба да биде процент. Колкав процент од вкупната трговска размена на Македонија со Бугарија? Значи, тоа е важното, кога зборуваме за економија. Затоа што, ако ние сега земаме апсолутни бројки, ќе излезе дека, не знам, пред 200 години некој си тамо бизнисмен во Америка што правил најголеми овакво што е иновации, у денешни бројки е сиротиња, не може крај со крај да
да склопи, а во тогашни услови бил веројатно најбогат американец. Сакам да ти кажам дека мора се тоа да биде прилагодено на инфлацијата за таа вредност да биде реална. Јас сметам дека ние треба да имаме и поголема трговска размена со Република Бугарија. Инфлацијата со овие бројки и поголема да била дупло, не може да го изведе тој факт и значејноста на тој факт. Па добро, дека размената трговска е зголемена. Проблемот може би за нас е што они имаат како да кажам суфицит во однос на таа размена и дека треба малку повеќе таа широка димензија на бизнисот Бугарија профитира повеќе од нас, од ние што профитираме од Бугарија. Кај нас за жал најголем дел. Го кажавте тоа македонско-бугарско пријателство. Да, значаен дел. Дека Бугарија профитира повеќе од Македонија, од Македонија од Бугарија. Опфаќа извоз од наша страна на руда која што оди тамо на обработка. Тоа беше структурата малку треба, не малку повеќе треба да се подобри и треба интересот и на бугарските инвеститори да се зголеми за Македонија, за бугарските стоки за широка потрошувачка и за нашите стоки за широка потрошувачка. Инаку, ако не си знаел, Заев името да му се свети, кој знае кај ќе бе. Ако не си знаел, ти имаш врски со Пекчево, со Делчево, можеш особено за викендите да поминеш таму, многу повеќе има бугарски граѓани кои што доаѓаат, кои што се присутни поевтино кај нас веќе. Нормално. Зошто е нормално? Па не сме членка на Европска унија. Значи Европската унија е благодет, е бенефит, е развој, значи перспектива, просперитет. Значи они, па не знам ние баш. За бугарите порано бевме Америка. Да. Сега сме, ние за бугарите, ја ова сум му го кажал на еден висок државник од Бугарија, кој ми кажа, знаеш, Лјупчо, ние сме като Британија и Америка. Вика, ние сме Британија, вие сте Америка, демек сте настанале од нас. И ја му викам, знам, ние од секад за вас сме биле американци. Види, суштината е дека не е така. За време на комунизмот првенствено, ќе земам таа, пошто сум истражувал тука и најмногу мразам стереотипи. Ние во Бугарија за две мастики, за пар фармерки, ова сме правиле, она сме правиле. Јас ги мразам тие перцепции. Во сите години на комунизмот, значи во Македонија и во Бугарија ќе ги земеме као репер, Бугарија имала подобар БДП од Македонија. Зборуваме за стандард. БДП пер капита. И сега, ако не си знаел... БДП пер капита. Значи, не, пер капита не верувам. И пер капита. Значи, буквално... И во овој момент, Бугарија... Од Македонија. Од СФРЈ, не. Од СФРЈ, не. Од Србија. Србија, ако има 60, веќе е надмина таа граница. Не. Бруто домашниот производ, 60 милиарди долари. И ти кажувам, за време на Бугарија има 80 милиарди. Проблемот со Бугарија во комунизмот бил тоа што тие биле и покрај тоа што нивната економија имала резултати какви што имала, биле затворена политички земја и немале западни производи кои ние овде сме ги имале. Инаку економски тоа дека ние сме биле вау, тогаш цветале ружи, а они тамо биле за нигде, тоа баш не изгледа така. Значи тоа е прво. Јас зборувам со јазикот на економијата. Втора, многу важна информација во однос на овој дел со Бугарија е дека ние не може уопште во овој момент да влегуваме во никаква утакмица да се мериме со Бугарија во било што. Бугарија е членка на Европска унија, Бугарија излегува на море, така, најголеми соседи на Бугарија се економии кои вредат милиарди. Джабе се обидуваш да отизираш, паѓаме 30 години. Кога почна независноста на Македонија, ние бевме пред Бугарија, пред Албанија, да не зборуваме за Косово. Сега веќе не поминуваат и Косово и Албанија. Која година Македонија има најголем економски раст, историски гледано? Сега пак за Груевски се. Ај се, нели тонеме? Од кога почнавме да тонеме? Кажи на јавност. Кога македонската економија почна да тоне? Од времето на СДС. Од 2017 па навам. Доколку продолжеше растот кој Македонија го имаше во 2017 година, ние во моментов сега ќе бевме на стандард на Хрватска. Дали се случи короната тогаш? Дали ако зборуваме за стандард во тоа време се качени платите на 500 евра? Му се смеја сите на Заев
Кој рече платите ги качи на 500 евра? Ги качили платите. Дали ги постигна со тоа инфлација? Дали го постигна нивото на платите? Вредат ли повеќе тие 500 евра од невредат? Невредат, ти кажам. Тоа докажливо е со суштински, факти. не е ништо докажливо. Суштински, македонската економија почна да тоне со шарената револуција. Пред шарената револуција, македонската економија. Па така, затоа што за странските инвеститори, за луѓето кои работеа економски со Македонија, кога почна шарената револуција, сите кренаа ручна. Затоа што никој не ќе да заглави своји пари во нестабилна држава. Не крена ручна од тоа што се кршеа човековите права, што имаше прислушување. Крена ручна од шарената револуција. Откако Зоран Заев направи темпирана бомба. Не знаеш како да ги браниш. Не ги бранам ја. Македонската економија почна да тоне од тој момент. Продолжи што да требаше? тоне. Треба да молчи, беше... да не зборува за кршење, за затварање на ајде, да не зборува за ништо, за да биде стабилна ситуацијата. Кој од случаите, кој го затвори? Кој го затвори? 7 години беа на власт, кој го затвори? Зашто да кој? Гордана Јакуловска, жена на Кутрашева, малтретира, е едини виновник за се што се случувало. Па Бојан Маричич пушти си го кај Васко Ефтов, он каже како го ослободувал Сашо Мјалков. Да кјутеле, да не кјутеле, од нивното не кјутење. Не само што тие злоупотреби од време на ВМРО ДПМН и Никола Груевски не ги казнија, ги наградија и ја уништија економијата гратис. И тоа не е се, ни го сменија име. Ај вака економски, економски да ти кажам какви се показателите. Какви се. Значи ако порано била коштичката 40.000, така сега е 65.000. Потрошувачката и сега е дури избогатена, има нови. Добро да беше 30.000. Не. Во кошничката сега се додадени и културни услуги во културата, театар и тие работи се додадени. Порано ги немаше. Значи, со производи е проширена. И заради тоа може би и малку повише. 500 евра не, што се случува сега? Беше 40.000. Просечна минималната плата тоаш беше 9, максимум 13.000. Сега е 23.000. Колку пати 20.000 се содржат во 65.000, колку пати 9.000 се содржат во 40.000. Ако живееа луѓето, ако живееа не само на памет да зборуваш. Ако живееа луѓето толку подобро како ја не велам дека живееле добро. На последните избори СДСМ ќе имаше 58%. Ама не одлучуваше економијата, бе, Јупче, не одлучуваше економијата. Епа тоа со знамењата што се случува сега. Национализмот одлучуваше. Одлучуваше омразата. Одлучува непријателите што беа пумпани. Одлучуваше Бугарија. Победата беше, значи, ради вакво размислување се да саматони уште се повеќе. Инаку само морам да се извинам од прошлата емисија. Јас сум доследен човек, мора да се извинам на подпредседателката на СДСМ Ана Чупеска. Навистина не од моја страна непрофесионално, затоа што кажав дека низиниот родител бил оној кој ја запослил на правниот факултет, а тој бил професор. Не е точна таа информација. Сум ја помешал професорката со друга професорка. Низиниот татко, покоен сега веќе татко, не бил никогаш професор на правниот факултет, ниту на било кој на универзитетот Кирил и Методи, бил дипломата. Ја користам таа прилика да и се извинам, и се јави Ана Чупеска, не демантираше дека нема ниту еден труд објавено со Impact Factor, што значи дека таа си признава... Имате доблест да се извините. Си признава нели дека во научниот свет не значи ништо, што е исто за почит, но може сега као подпредседател на СДСМ ќе почне малку и наука да третира. Ние и даваме шанса, иако во никој од нормалните образовни системи професор нема да биде толериран толку години да предава, да не објави ништо што значи нешто во светот на науката. Да, импакт фактор за тоа зборуваш. Ова комисијата да ти кажам кои се луѓе беа, беше еден поранешен министер Муфтаджиев, беше еден депутат пратеник од со Бугарија или се редемисценци, кажеш? Не, да ти кажам интересни моменти што се многу битни. Им кажали пасош да Георгиевски, беше Бучковски, пасошите заострено е сега, ама за мене че има. За надежни кадри како тебе вика нема проблем во секој време. Добро. Како заслужени граѓани, како да го викаат Бом Мекеле по репрезентација и знаеш, му даваат без проблем пасош.
Имаше интересен... Што ја некам. Си имам визи секде кај што ми треба. Интересен момент. Имаше предлог, што е за мене многу добро. Да се разборичка, затоа што сега Комисијата за историско образование прашање е под ембарго на зборување, молчење, не може никој да го добиеш, не може никој изјава да не можеш да го добиеш, не изјава да земеш. Не кажуваат ништо, нема никаква транспарентност. И ништо не треба ништо да се договара. Јас мислам дека треба да се зборува, а дали ќе се договори или не, комисија ќе ти го каже моја став за комисијата. И тоа има интересен предлог. Историчарите, другите кои што не се во комисијата и вакви здруженија за пријателство, алтернативни комисии да формираат, алтернативни состаноци, собери да прават и алтернативни препораки да продуцираат, кои што можеби ќе ги разборичкаат, можеби ќе ги охрабрат да направат некаков договор, затоа што препораките се форензика или треба да бидат форензика. Факти, учел таму, не одлучуваат они, таа комисија, кој бил бугарин, дали бил србин, дали бил македонец. Одлучуваат фактографски да се избришат некои работи кои што се говор на омрза, кои што се стереотипи. Како кај турците, вака ќе ти кажам, како кај турците. Турците порано пишуваше клети турци, турско робство. Никаде, дури во бугарските учебници не пишува турско робство, периодот кога биле турците, туку пишува владење на турската империја. А не ли било робство? Нека било робство, ма тоа е за учебници по литература. Во историја се опишуваат на поинаков начин. Затоа што клети турци пишуваше. Тоа е срамота, тоа е да пишува така. Отоманско робство е робство сега, како инаку да го различи. Во учебниците, по момент кога ти си немал никакви човекови права и деца ти ги земале. Кој вели дека немале човекови права? Кој бе човекови права? Децата што им ги земале јаничари, тоа било човекови права. Вака да те прашам, окей, јас тоа било друго. Значи, Отоманската империја е класично била робство. толку офанзивна. Колонија сме биле, ако била офанзивна, не бе владеле. Ти знаеш сега како се понаша столе? Ти се понаша сега како од Африка некој да седне и у Африка на телевизија да бране французите што им правеле. Или ти знаеш што ќе му прават него? Ние сме исто као тие у Африка, само ние ги немаме англичани и французи, ние ги имаме Отоманска империја. И ти сега од таа позиција на гледање на работите овде седнуеш и викаш не бе, што топ тоа имале човекови права, како? Нека каже некој у Африка, ова ќе го задават тамо. Значи, човекови права колку што може да И ова говори зашто сме до тука стигнати. Зошто, како опстелал македонскиот јазик на овој простор, преку црквата. 5 века, преку црквата. Да. Па нели црквата прво била екзархија, чија била екзархијата? Или пред тоа била Охридска, која што била под Цариград. Кој јазик бе столе? Македонскиот јазик. Во една таква империја, српскиот јазик, бугарскиот јазик. Како обстанале? Сите империи ќе асимилираат јазично, ќе направиле пред ршум 500 години немало разлика меѓу македонски, бугарски и српски. Не зборувам за македонски, како обстанале тие? Зошто сите турски не зборувале? Зошто не било наметнато со сила, ако биле тие робство? Ради црквата. Заради црквата, па и црквата ќе укинеле ако сакале. Па немало да ја укинат, биле либерални. Имале бунт, ако ја укинат. Ќе имале бунт. Кој ќе се бунел од тој сиромашен период? И сега што е муабетот? Значи, сега да ти кажам. А кај е нашата омраза кон бугарите еве во нашите учебници? Не верувам јас за некоректности, например. Не, кај се тие некоректности? Не мора да стои татари. Кај бе, у кој учебник стои татари? Треба да се види пропорционално тоа. Не постои учебник во Македонија каде што никогаш не постоел. Значи јас сум завршил во златното доба на македонското основно и средно образование. Во ниту еден од нашите учебници не стоело за бугарите дека се татари. Сега што да избришеме дека биле фашистички окупатор, да ставиме фашистички администратор, тоа ли треба? Веќе пишува фактографија, форензика се вика тоа. Не се бавиш ти со придавки. Дивната држава одбива. Ти си ги читали препораките до сега што се договори? Одбива во кој што учествувал Иванчо Ѓоргиев. Ова се све дезинформации, никој не ги чита работите. Си прочитал една препорака. Што пишува за Кирил и Методи? Дека се бугари? Не. Пишува дека се словенски просветители. Што е тука спорно? Ништо не е спорно. Па таква препорака дали е потребна? За Гоце Лачев може да пишува, учел во Кукуш се родил, учел во бугарска војна, може ли да пишува? Нека пишува, бе. Бил дел од ВМРО. Не пишува тамо дали е бугарин или не. А за ВМРО каква организација била? Што ќе пишува? Па ќе ги пишува сите линии, сите врски ќе ги пишува. Нема да пишува дека била бугарска или ваква или таква. Се борела за ослободување на Македонија. Би имала релации со бугарскиот двор, не знам, тој историчарите ќе го решат. Добра забелешка од слушателите, токму осмалиите ја окинале Охридската архиепископија.
Ја окинали, да. Значи нешто тоа. Добро, Столе, и Ова за комисијата интересно е. што за комисијата? Моја став е таа комисија, ама ние не го сваќаме тоа. Или тие, како што Нема ги нарече. потреба од постоење таа комисија. Така, Таа ама- комисија треба да биде Добро. научна комисија, Ама не сега политичка не комисија. дозволуваш ништо никој да каже. Значи, таа комисија не е направена за да ги реши историските проблеми, според мене. Таа комисија е направена како и секоја комисија да не реши ништо, а сепак да го реши проблемот. Односно да се изборуваат они, да си расправаат и тоа да си трае, а ние да го прескокнеме, да не ги боли душа бугарите, како да ти кажам. Но ние успеавме да ја напумпаме и од оваа страна и они од другата страна, дека ќе збориме за Гоце Делчев што бил, дека треба да пишеме дали е бугарин, да признаеме. Не е така. И за жал комисијата од решение се претвори во проблем. И уште една интересна работа. Знаеш ли дека имало, мој став е дека со шегата се победува, дека треба да се релаксира работата, да се насмеат луѓето, да се релативизираат и најмногу од шега и од хумор се плашат политичарите. Тоа е светската историја политичка го покажува. Има предлог, Освен имало идеја Свети Заев, он е светец, ќе го прогласиме, Меркел го спомнува. Он е самиот хумористичен, така знае, он да се справи со неј проблем. Он е полуполитичар, полустендап комик. Он си е бизнисмен као Трамп. Немој да те навредам, дали да го викам Свети Заев или како да го викам. Он си е бизнисмен. Што се лутиш? Гениалец, заборавен од државата. На тебе се едно ли ќе ти биде Меркел или Тони Блер или Трамп или Буш или било кој да те напише во своите мемуари. Ќе битен се бил сега, што се буни сега. Искрено мене да ме напише не знам, Тихомир Јанчевски, пишателот од Робово, посреќен ќе бидам. Од да ме напише идеја. Имало идеја кај сценаристи и кај луѓе. Филм за Заев да снимаме. Не, за Заев. Зајме да снимаме за Заев. Комисија да се вика серијата. Или филмот, со поеќе епизоди да биде, и да биде пародија на работата на македонско-бугарската историско-образовна комисија. Луѓето се дружат, се заљубуваат, се женат. Има се таму, на тој начин, ама немале доволно храброст се исплашили од едната и од другата страна да го форсираат тоа како идеја и да го материализираат. Европската унија, ако може, ако го слуша некој тоа, некој режисер, некој сценарист, Коколанов, кој знае друг, Братислав Димитров, не знам, кажи некој друг сценарист интересен, Изи како режисер, па и Манчевски нека биде, нека се зафата со една таква работа, која што ќе ги релаксира работите, Серија ќе снимаме за историска комисија. Ама така, љубовна, која што ќе има и смеја, ќе биде пародија на сето тоа што го доведува до точка на, не знам, на живот или смрт, јавноста подбусната од тие подземни води, како што ги нарече. Слушателите погрешно одма те фатија овакво викаат, а да се снима, вика, за Заев серија може да се вика Нобеловецот. Од Нобелова награда, од аспирации до за Нобелова награда, да се задоволиш на крај со 6 реда, 10 и 6, 3 реда у книгата на Меркел. 3 реда се, овој многу храбар беше, од тамо го запишал. Дури 3 пати уредникот го има враќа на тоа, да го ставиме или да не го ставиме, вика. Ама го задржале. Ама го задржале на крај. Али сакам да ти кажам дека од Нобелова награда многу симнато е тоа очекување. Ајде нешто друго, дај друго дете, дај за знамето. За знамето, Столе, значи ти си дел од влашката етничка заедница во Република Северна Македонија. Вас кога ви е ден на знамето? Немаме ден на знамето, ние имаме ден на власите. Ама вас не може да ви го запалат етничкото знаме, пошто вашето етничко знаме државно станало меѓу време. Гледаш како добро знаеш. Ние сме државотворна заедница, државотворен народ. Теорија на заговор сега што ќе ја споделам, дека нашето државно знаме многу личи на етничкото знаме на властите. Која на влашките свадби се вее како бајрак. Сум бил на таква свадба. Али нема врска. Зошто бе, од кај потребава да палат знамења? Не знам, песте ми ти, ајде. Ја не знам, ја немам пален. Јас сум имал идеја да запалам некоја верска книга, дали Куран ли, Библија, таква работа. Како резултат на отпор кон зачмееноста која носи религијата. Ама Талмуд, Тора нешто. Порано тоа, као млад, сега више не би палел ни тоа. Ама знаме зошто да палат, човече. Или, тука има некои аспекти.
Ова е втор пат, како беше 97 беше тоа на Мечкин камен. Човекот се надам дека е жив. Сам дека беше казнет. Учествуваше после некои протести тука. Го навредуваше председателот тогашен Кирил Глигоров и знамето дали го газеше, дали посекавање зборувам. Тоа е прв таков единствен досега, колку што јас се сеќавам. Имаш одредени казни. Неко секаде знамето кој символ има одредени санкции, се санкционира однесувањето кон него, непочитувањето. Кај нас казната колку е до 5 години. Дури сега имате од пред месец дена во Германија под притисок на одредени политички сили после палењето на израелското знаме е сменет законот и не само германското се изедначуваат и знамето на Европската унија и знамето на сите други држави во поглед на санкционирањето. Значи, доколку германското и било која друго знаме на Европската унија, на било која држава, на Израел и не знам која друга држава, се казнува со казна до 3 години. И тоа се третира како злосторство од омраза. И сите сторители ги чека 3 години затвор. Меѓутоа, има еден друг аспект, битен е контекстот. Веднаш се побуднали одредени полиберални демократски сили, но за чудо и овие алтернативна Германија, значи радикалната десница, велат дека не може на овој начин да се ограничува слободата на изразувањето. Значи битен е контекстот. Во овој случај, ова што се случи во Македонија, јас повеќе мислам дека е некои емоции се опрашање, млади деца, непромисленост. Мислам дека не стои некоја сила за тоа, затоа што би стоја, тоа е... Па ги најдоа сите од тие што се уапсени, сите се блиски со... Има на слики. Лошо би било да е така. Има на слики. Ама чекајте сега. Од прв до последен со Артан Груби. Колку слики Заев го спомна има со криминалци, колку слики го спомна Мицкоски има со криминалци. И велат, јас се сликам со секој. Од кај да знам кој е кој? Па сега не знам баш дали е така. Сега прво Мицкоски нема нешто многу да е слики така, затоа што тогаш не ги во наредниот споредувај период заедно. не очекуваат. Затоа што Заев немој да ги споредуваш сега за оваа работа, биде објективен. Мицкоски може се сликал со некој од тука, од Сарај, го застанал на улица. Сакам друго ти кажам, контекстот е битен. Што мислиш ти? Не од Златев професорот и писател Тихомир Јанчовски од Скопје, какво Робово споменуваше, прашај го од кај Тихомир ќе ти каже. Јанчовски нели е брат на Лидија Јанчовски? Да. Он е само израснат во Скопје, иначе се по потекло од село Робово, од Беровско. Контекстот реков дека е битен. Добро, еве што ги фати одма. Меѓутоа проблематично е одма акција-реакција. Види во Прилеп полицајите што било тој. Што? Тој албанското знаме, одма акција. Па добро, ме и тој го собрале. Да. И не така треба. Значи не треба да дозволиме тоа спирала да биде. Не, види. И добро е што ги одложија на преварите фудбалски, за да не може сега јас да дам своја анализа. Се направат дополнителни. Не, ова да го кажам само. Инаку, првичната намера, ова е се нацртано во ДУИ, во штабот на ДУИ, нацртано од Артан Груби. Првичната интенција на овие провокации, зошто ги нарекувам провокации, затоа што ова се случува само во Куманово и Скопје. Има прослава на албанско знаме во Велес, кој е доминантно македонски град, и ја гледав на YouTube, прославата изгледа одлично. Луѓето си играат оро, си веат знамиња, никој не им пречи во традиционални облеки. Има прослава во Тетово, има прослава во... Има и во училиштето проблематично што е со униформи. Ќе се вратиме и на тоа. Каде се случуваат проблемите? Се случуваат проблемите онаму каде што ДУИ сака да исценира, они да почнат да палат македонски знамења, полиција да влезе по протокол онака како што влезе да реагира, и со самото тоа да речат еве сега албанците се тепани, албанците се мачени, по една стара тактика од шарената револуција, да не се прикаже кој почнал, дали полицијата или демонстрантите, да речат... Ова, маврате брифира се? Не, сега јас ти го кажувам како моја анализа. Зошто го кажувам ова како моја анализа? Затоа што истиот ден партнерите на ДУИ од македонскиот политички блок прво нешто излегува зошто тоа се чекало од после тие луѓе да се апсат, зошто не се уапсиле на лице место. Очигледна интенцијата да се испровоцира судир на полицијата со овие млади луѓе, кои потоа ќе прикаже еве албанците во Македонија се жртви, така натаму. За среќа, како што има мудри глави во ДУИ вакви болни сценарија да
посакуваат, има мудри глави во полицијата каде што ја имаат измерено работата, имаат детектирано дека најдобро да ги оставиш да направат тоа што сакаат да направат, после да ги уапсиш. Ајде да направиме пауза, завршиме со уште 10 минути. Ајде така. Затоа што треба има интересен состанок за онлайн медиумите, за нивното регулирање и така натаму. Кратка пауза за реклами. Да не правиме, реков. Не бе, ќе направиме кратка пауза, ајде. Еве, у меѓувреме излегува податоци дека наводно Ана Чупеска имала некој труд со импакт фактор, не била толку безичтоле. На крај ќе треба и за ова да и се извинувам. Па извини се. И да бе, сега ја на политичари. Јас се познавам како интересен интелектуалец. Со албанците сајпа, баш нејзината реторика која ја ширеше дека албанците без нас ќе тргнат на ЕУ е раѓање на Ама добро, на ти во емисија зборуваше, ти користеше тешки зборови во една емисија, не те предупредив, него те советував, внимај, апартхейт. Тоа е многу тежок збор за Македонија. Токму тие албанизација, ова, она. Баш тој муабет раѓа вакво, албанците без нас ќе тргнат во ЕУ. Се сеќаваш, нема нас да не чека. Ама пред изборите се сеќаваш ти што зборуваш? Што? Апартхейт, албанизација. Каша не морало да важи законот за јазик. Не морало секој документ да ми го даваат мене од државна институција на албански, а не е потребно. Добро, дали претходно зборувавте дека цела Македонија се албанизира и во Штип и во Берово ќе зборува на албански јазик? Па табли става. Каде имаше табли? Ај са, немој. Става табли. Немојте со тие дезинформација. Јас еве ти кажувам. Каде во Штип имаше на албански јазик? Документ за нострификација од Министерство за образование мене ми беше издаден двојазичен. Ма тоа е централна власт. А јас немам никаква потреба од албански јазик, човече. Значи, тоа што беше? Тоа беше силежество. Апартхейт беше. Сега гледаш, не морало да биде така. Еве сега веќе нема такви документи. Има многу добра меморија и новинарска и институционална. Треба да бидеме внимателни со јас. Зашто да бидеме внимателни? Затоа дека меѓуетничките односи. Во Македонија на некој што не побарал документ на албански, треба да му издаваат. И владата се повнимателни, одложија над превари за да ја смират работата. Значи малку повнимателно со користење на тешки зборови за Кој е тешкиот збор јас што сум го искористил? Кој е тешкиот збор? Македонија е деликатна држава, треба да бидеме внимателни кога зборуваме за меѓуетнички односи. Јас овде у петокот кога беше ова со Агим Јонус имав емисија, ние од овде повикувавме и Агим. Еден македонец, еден албанец, повикувавме на смиреност и на се. Така треба. За знамето само да кажам, другиот аспект што е интересен. Да, реков, окей, секојаш контекстот е битен, која ќе се, меѓутоа, која ќе се понижува, ќе се девалвира, ќе се компрометира знамето, тоа е проблем. Но, знаеш ли дека во Соединетите американски држави е дозволено тоа? Знаеш ли дека во првиот мандат Доналд Трамп имаш иницијатива казни затвор и со пари за палење на знамето на Соединетите американски држави? Тоа не му помина. Знаеш ли дека од 69 година Сапрем Курт, како се вика Врховниот суд на Соединетите американски држави, пресудил дека првиот амандман на уставот на Соединетите американски држави, со кој што се штитат слободата на говорот и политичките слободи, го спречува казнувањето на палењето на државното американско знаме. Значи тоа се третира и како слобода на изразување, слобода на говор. Зошто го велам тоа? Зошто е битен контекстот? Ај вака, некој кој што е деградиран од општеството, маргинализиран, државата ништо не направила за да оствари некои негови права. Да е за економски да зборуваме, за социјални права. Дали тој, ако е некоја ранлива група маргинализирана, без посветено внимание од државата, од институциите, може во знак на протест, значи тргни ги етничките состојби на страна, во знак на протест да го изгази знамето на државата. И како тоа? Тоа ќе го како ширење на говор на омраза или како крик на некоја обесправена личност. Објасни ми го тоа. Тука е мојата дилема. Ме разбираш? Значи ова бо обесправени било овие уствари. Ама не реков, мислам, крикот на обесправени. Ги влечеш зборовите, јас си го кажав својот став за тоа. Да. Изборувам генерално, кога други контексти ќе се уфрлат. Кога други контексти, еве сега може да ти ги представам. Дали некој кој што нема лична карта, институциите не може здравствено осигурување, дали он државата може на тој начин. Вака сега. Во однос на
да ја третира. Во однос на нели целиот контекст. Ајде да почнеме. Македонскиот народ, кога ја основаше својата држава во 90-тите години, му беше укинато правото да ја крсти државата онака како што сака. Потоа од него беше побарано да го смени собственото знаме. Во 2001 година... знаме? Да. Кој знаме беше? Знамето на државата, првото државно знаме, знамето кога јас сум се родил е 16 кракото сонце. Тоа знаме повеќе не е знаме на Македонија. Претходно кој знаме беше? Столе, сега да не се враќаме. Мој колега, веќе ми го украдовте комунистичкото знаме. Не. Одиме сега понатаму. Одиме понатаму. Значи сега почињаме кога е независна држава. Ако зборуваме за почитување на знаме. Македонија. Кој го нарекуваше ова знаме вентилатор? Кој го нарекуваше ова знаме вентилатор? Столе. Од 2001 година во Македонија беше креиран политички систем со рамковниот договор непознат за планетата Земја. Нигде на друго место на планетата Земја ваков политички систем со проценти, со глупости не е применет претходно. Во 2004 или 2005 беше се направи една територијална поделба во која намерно дел од општините престанаа да бидат доминантно македонски за тој дефектен политички систем кој претходно беше формиран да може некако да се одржува. Во 2018 година, во 2019 година Македонија и покрај тоа што македонскиот народ на референдум одлучи дека не прифаќа промена на името, му беше сменето името во собрание преку уцени и местенки. Признание кое на балкански начин, што би рекол господинот Јоханес Хан. Е сега Столе Наумов. Ние вака обесправени ако треба да палиме знамиња. Знаеш колку знамиња имаме за палење? Сега вака не. Ако зборуваме дека некој затоа што бил потиснат има право да пали знаме, знаеш колку знамиња ние може да запалиме? Ги извртуваш работите. Ти прочита в Америка како твојот миленик Трамп. Ако е така, сака истото тоа ти што го зборуваш. Каде е границата? Тоа ти го зборувам. Јас го осудив ова и треба тие луѓе се казнат. Ташко прашува, дали социјалецот има право да пали кабли и да труи илјадници луѓе бидејќи му доцни социјалната помош? Или имаш едно правило во светските учебници како сакаш и во искуства на човек кој е права. Тие кои што се маргинализирани, кои што се малцинства, поготово во Светите американски држави, кои што се, нели? Добро. Тоа е божество, е така да кажам, општествено, политичко, економско и така натаму. Таму на нив им е дозволен и говор на омраза. Зошто? Затоа што они нема друг начин да добијат гласност, да се доближат Кој му е дозволен говор на омраза? На маргинализираните групи. Значи кога се толкува дали е нешто говор на омраза или не, маргинализираните групи се иземаат. Кој е тој? Кој е маргинализирана земја? Например, да ги земеме ромите кај нас. Ако не го примаат, ако имаат стереотипи кон нив, ако на разговори... Значи ромите имаат право да запалат македонско знаме? Според тебе? Ромите смеат да запалат македонско знаме? Секој што е угнетуван тука, според мене, има право да се изрази и малку Добро, Столе либерално, неве го прифаќаме твоето либерално гледиште. Дали оние кои го запалија македонското знаме се толку потиснати, дискриминирани, обесправени да имаат право да запалат македонското знаме? Дали еве сега судија си успеваат овие трикови? Судија си сега ти и ќе дојде тој, ти го носат, палел македонско знаме и он ти вика јас сум обесправен. Ќе го пуштиш или ќе го оставиш? Вулгаризираш. Не вулгаризирам. Многу јасно реков, ова што се случи. Според мене, дај Боже, ако има позадина, тогаш е проблем. Тогаш да бидеме искрени до крај, што ќе треба да се случи? Дуи да се внесат во владата за да се смират меѓуетничките тензии? Немојте со такви работи. Така е, планот на Дуи е да создава меѓуетнички тензии. Ова беше начин... Планот на владата треба да биде да ги смирува, да ги менаџира тие тензии, да не... Што? Да ги менаџира, за да не станат правило. Тоа сакам да ти го кажам. И за сега мислам дека успешно го прави. Па не знам. Ево овие потези што ги направи, се во таа насока. Ги спомнав фудбалските надпревари. Многу јасен бев јас тука и ти прочитав и
амандманот и Врховен суд во Соединените Американски држави како се однесува кон оваа тема. Ти прочитав и во Германија, конечно и таму донеле закон поучени, затоа што ја спомена ти Библијата. Да те подсетам што рече пред околу 40 на минути. Што? Дека може да запалиш. Па ја размислував сите верски книги да ги запалам во еден момент, јавно. А тие се и устав и знамен одредена верска припадност. Ако веќе си толку ригиден за знамето, тогаш треба да бидеш ригиден. Не бе, ја не сум ригиден за знамето. Како се викаше во Франција Шарли Ебдо, така не бе, се ја не мислам дека нив треба да ги убијат. Не мислам дека нив треба било што да им се случи. Едноставно, дечко, си запалил знаме на државата во која живееш. На државата чиј државјанин си. Океј, за непочитување на тоа знаме, ќе си добиеш парична, затворска, ваква или онаква казна. Ја не викам дека он него што треба да му се случи. За утре да не ти текне. А за палење на Библија што треба и за на Куран? Па добро, Библија и Куран не се вредносен систем во уставот. Тоа се религиски заедници. Ние сме секуларна држава. Ние сме секуларна држава. Тоа треба црквата и ИВЗ да се замараат за тие книги. Они да казнуваат. Па они ако можат, ако имаат систем на репресија, нека казнуваат. Добро, ајде да друго дете да разрешуваме. Да ти го поскапат погребот ако си запалил Библија. Тоа може да ти направат. Мада не би го направил Павлова, за мене тоа е нели света книга денес. Ова зборам за некои денови кога сум бил помлад. Но Столе, нема што да... Јас се обидов да не фаќаме страни една како може или друга, да не фаќаме страни кога некој запалил државно знаме? На политички начин. Јас се обидов малку да додадеме информации и не инакви колоритот. А јас мислам дека успеав. Ќе видиме дали си успел, но она што е важно. Ти наместо како новинар се однесуваш сега како политичар. Како што? Тоа од... Па не, види, не... најград партиски маштаб. Една одност не е ова партиско поднесување. Да го сакаш државното знаме не е партиски став. Знаеш, да се бориш за почитување на државното знаме не е партиски став. Тоа е национална... Добро, дали требаше да се казнуваат и навредите од типот вентилаторот? Да. Сега да, од таа перспектива порано. Па ја не сеќам, јас сум бил дете кога го векам. Вели тоа не е моје знаме, така велеа. Моје знаме е Вергина. Добро тоа. Јас сум бил дете кога се случувало се тоа, Столе. На крај крајшта, самиот каже дека сега сме го избрале ова знаме и така, наврат. А бил устав ни стои се тоа. И треба да го почитуваме. Инаку, генерално, ако ме прашуваш, зашто да направија поедноставно, без да се замараме, како германското, белгиското, црвено, црно, жолто. Или така, црвено, црно, бело. Сите бои ќе ги има. Без сонце да биде. Молам? Без сонце да биде. А сонцето кога го имало или днеското знаме какво е? Да те подсетувам. Црно и црвено. Така? Да. Сонцето кога е Вергина 75-та, кога е откриното, 80 некој е... Добро да е обликувано. Но, дали сонцето... Како може сонце да мразиш еден така универзален символ? Еден го мразам, кој вели дали го мразам. Земја која што има толку многу сончеви денови. Како може лав да мразиш? Крал на животните. Не мразам лав, али сонцето си е символ. Се знае. Од кога е пронајдено во Кутлеш, не е во Вергина, во Кутлеш. Проблемот е дали 16 од како е пронајдено во Кутлеш, место каде што во изминатите кој знае колку години од кога постои податоци дека таму живееле луѓе, на тоа место живееле македонци. После ги избркале македонците, донеле Грци од Мала Азија, но таму секој живееле македонци и таму е пронајдено тоа. И зошто и што ако е пронајдено 70 и некоја, не треба да ни биде нас национален символ тоа? Историски наш... Па да историски прв пат името Македонија се спомнува во античко време, нели? Не знам дали е така. Па тогаш се спомнува прв пат името Македонија. Може би пред панели во Библијата. Библијата е по античко време, значи поблиско е. Прв пат името Македонија може да го сретнете во списи Хомеро, она негде пред околу 2300, 2500, 2700 години пред нашите пред толку, значи како да ќе обяснам. Добре. Сега, ако најдено на територија на Македонија
Јас сум роден на територија на Македонија. Штип не знам у Македонија. Кој е постаро, Сонцето или Македонија? Како е што и Не, никој не може да е постар од најстар е Биг Бенот. Вака ако гледаме научно. Биг Бен? Еве сега НАСА читав едно неверојатно истражување, тоа е дека човечкото ДНК откриено е дека е старо околу 9 милиарди години најстарите секвенции. Не како човек, ме разбираш, пошто во нашето ДНК е запишано од амеба која сме биле па до сега. И сега ако е 9 милиарди стара човечката ДНК, тогаш интересно е што планетава е стара само 5 милиарди години. Значи ние сме дојдени од друго место овде. Ова е лош. Многу интересна работа искач. Да завршуваме. За автобусите ќе зборуваме. Еве, ми пишува еден научник, Сонцето нема конститивен мит кај македонците. И како не? И како нема? Како нема? Сега, кој и многу интересно што и научник доаѓа од друга етничка заедница, ја би го прашал, па кои сте вие нас да ни кажувате кој е нашиот символ? Пак омраз да шириш. Ама не, пак омраз да ширам. Значи, како може да ширам? Ја кога си го бранам моето, значи, јас ширам омраз. Не претерувај со македонизмот. Како што претходно албанизација. Ти пари да не зема од бугарите? Не од бугарите. Значи, македонизмот не е идеологија. Ке ти кажам една анекдота. Значи, тоа дека постоел некаков македонизам, значи, прво нешто, не постои македонизам, постојат македонци. Македонизмот не е идеологија. Албанизација и македонизација не треба да се претерува. Ова е широколико општество. Треба да се почитува се што и немој ти да се правиш поголем македонец од мене. Мојот идентитет е 99% македонски. И сега ако ти си демекчизм, а и ти имаш влашко потекло во твојата добро генеза таму. И така не ми се власите се македонци. Јас можам да речем дека ти си одроден влавце, ако не, така, власите се македонци, ја ќе ти кажам. И па тоа што се буди само сега? Друг јазик. Зошто ти ексклузивитет? У планините седеле. Ексклузивитет. Овакво, немаш ексклузивитет. Ти зошто? Немам мислиш дека имаш ексклузивитет, ти да зборуваш за македонците, другите не смеат да зборуваат. Не. Јас само кажувам дека не смее никој под плаштот на тоа да ја заштитуваме, ќе ја заштитуваме различноста, укини им го тоа на македонците. Ќе ја заштитуваме како се вика различноста, ставим на македонците да добиваат документи на албански кои не го разбираат. Сега да ја заштитуваме ние различноста, финансирај фестивали од Министерство за култура, учека кај што се пее. Ова е заштита на различноста. Дај да се вратиме на термините дуизација, а не албанизација. Тоа што се случуваше го прави и македонските партии, например, влегува СДСМ во институција и прави СДСМизација. Влегува ВМРО, прави ВМРОизација. Влегува ДУИ, прави дуизација. Членството на партијата таму 99,9% со исклучок на тие од кавадарци, од Штип и од Кочани што имаше неколку мина, се албанци. Значи, он си внесува своји членови, како што сега ДУИ се тргаат на страна, Влен ги става своите членови да бидат главни по институциите, кај што тоа е суштината, а не албанизација, не македонизација, не србизација и така натаму. Ако што икој стави некој србин кај него прави србизација, не, си става луѓе од неговата партија или луѓе блиски до неговата организација, неговите идеи. Така гледај на работите, многу по-корисно и многу по-полезно ќе биде за оваа држава и за ова општество. Не знам, Столер. Ако правото да запалиш... Значи треба да зборуваме за департизација. Добре. За деполитизација на администрација, на институции. Абе, ние тоа го збориме цело време, ја и сега на ВМРО им наоѓам забелешки, што на многу места ставаат партиски кадри и така натаму, ама не можам сега да релативизирам палење на државно знаме, не можам да релативизирам, не знам, многу работи. И еве, да, сега ми пишуваат, еве на Мицкоски татко му бил професор на истиот факултет, каде што јас сум кажал негде дека тој е позитивен пример по тоа. А сега не можеш. Не, ама сега заради родителите. Значи не. Апсолутно. Ако го критикуваат Мицкоски поради тоа, да. Но еве проверете колку трудови објавил, кај бил меѓународно човекот и така натаму. И споредете ги со овие од Табановце понатаму што не ги знаат. Ајде убава вест да прочитаме. Анди Исмаили од Македонија освои златен медал во модерен танц и пееше македонската химна. Браво, шампионе. Исмаили во конкуренција од 72 танчери. Ајде
Кешки сите да беа такви, браво дете, секоја ти чест. Така се сака Македонија, еве да не ме обвинува Столе за етноцентризам. Иако сум далеко од етноцентрист, ако тоа што ја сакаш Македонија и символите на Македонија етноцентризам и покрај тоа што неколку кратните шанси што сум ги имал да се иселам овде и да живеам далеко подобро, сепак сум одлучил да живеам овде. Но очигледно, што да каже човек. Бајден го помилува синот, алал да му е. Кога сме кај непотизмот, син му беше осуден за 2 дела, едно со нелегално поседување на оружје и друго со што беше за танок нешто, Хантер, да? Со Украина беше. Требаше негде 2-3 години да лежи затворно, татица го помилува, еве како Бајден замислува владење на правото. Не знам, сега може ќе напише некој извештај Малинка. Кој пишуваше такви извештаи у Македонија? Малинка се не знам дали може, она е советничка кај Гордана Сијанска некој давка. може. Како помине на брифингот кај Сијанска? Треба ништо посебно. Зашто? Јас барам имало доста прашања. Не, јас на брифингот Послободни биле, за разлика од со премиерот брифингот, а? Исто беше генерално. Јас се борев за правото на новинарите да не носат по патување малце да прошетаме. Ама порано беше така, Геро они и плаќа Сашо пати и сместување, така? Геро и Сашо Дамовски, тоа било корупција за медиумите, ако не земе лепа, викам тогаш баба ми нека им информира од самитите на кој одат. Кој ќе плати, кој медиум е толку СНМТВ да... приказки за мали деца. Да. Било корупција медиумите да се носат за на патување. Корупција ако нон-стоп едни те исти се пуштаат, а вака ако се направи некој ред секој да има шанса, може и поинаку да се толку. Што е ова? Фискален совет предлага покачување на старосната пензија, на старосната граница за пензија на 67 години. Ова го велат од левица. Со ваква фискална стратегија 2025-2027. Со ваква оптовареност на пензискиот систем, тоа е неминовно и што побрзо го прифатиме тоа подобро. Значи за прв пат се согласува со нешто што Апасиев ќе го каже, односно неговата партија. Не, он е против тоа да се случи. Јас сум за да се случи. Да. Значи да се разбереме. Јас ви кажувам како економист дека македонската економија не може да опстои вака. Ние немаме прираст на население и не влегуваат во работен однос доволно лица кои може да го поддржуваат пензискиот систем ваков каков што е. И за да се намали буџетскиот дефицит, мора да се зголеми возраста за пензионирање, иако не верувам дека во Македонија ќе има политичка волја тоа да се случи, ама затоа што нема политичка. Значи левица сепак се оправа, не треба се зголемува старосната пензија. Заради Македонија, заради... мислиш дека имаат храброст да го направат тоа и ВМРО и СДСМ на било кој, барем овие наредни 5-6 години, затоа што овој фискален совет бар од 2026 се направи тоа. Молчиме се. Не се расправам тука околу еден емисар во однос на трудовите со импакт фактор на Ана Чупеска, е имала на Web of Science некој туку објавила труд во најпрестижната председателска академија во Русија, во Москва, каде што предавал Кисинџер, еве да се извинам на Ана Чупеска. Јас прво ја навредив дека не ја бива за нигде, она била светски признат научник. За кога почна ти да се бавиш со Ана, откако стана? Па нормално добиваш функција и мора да се... Па сегде у свет се бават, бе. Еве сега на Рейчел Ривенс, што е трежери, како се вика, во Велика Британија за финансии, што е одговорна, и најдоа дека излажала у циви 2 години кај работела. Мора тоа да се прави. Треба да ги истресиш до ниво да се објаснуваат, еве ваму е трудот, таму е трудот. Браво, така треба да бидеш тригиден. Ама и за Бојан треба да бидеш така. Зашо Бојан? Па што завршил, дали има соодветно школа, сертификат? Има економски. Има ли импакт фактори? Нема, не е научник. Дали ги има сите процедурални потреби?
задоволена за Не е научник, еве ти истражи за Горан се, Бојан, шо мене ми го оставаш. Добре, хајде завршим. Не, окей, тамара. Да, значи, еве ти ако истражиш и ако најдеш нешто, мада не видов ништо дека им помина, ни у антикорупцијска, ни у обвинителство, ништо. Да беше трпе таму и поинаку сега. Еве, извинување до Ана Чупеска, очигледно била светски признат научник од Македонија, ние се гордееме со неа, ги повлекуваме сите лоши зборови кажани. Дали мислиш дека е потребна лидерска средба за да политичарите заедно на едно место испратат пораки дека државата е безбедна? Јас сметам дека лидерска средба треба да има секоја среда у собрание у Македонија. Немој ова замка. Значи, Сега сама го предлага. Значи, еве, ја ти кажам, ја мислам дека лидерска средба треба да има секоја среда у собрание пред камери. Еве, тоа ја го мислам. Па што ќе ни е парламент тогаш ако лидерски средби одлучува? Не, во собрание треба, во парламент. Како? PMQ, кој што во најразвиената демократија на светот има. Мора да има лидерски средби. Сега, а во однос на што сега би требало да биде лидерската средба, сега само што бара да се реши? Ти кажав за да се повика на мир, на сожителство. Ги поддржувам сега само во ова барање. Да изразиме. Еве, Мицкоски, дај им лидерска средба. Да изразиме. Легитимирај ги да не расте толкова пасиев. Да изразиме на крајот сочувство за владиката Тимотеј. Интересен. Беше особено беше и квалитетен и интересен. Јас ја ќе ви раскажам една анекдота за мене и владиката Тимотеј. Да го починал и генерал мајор Георги Бојаджиев. Беше во времето на Трајковски. Снимав еден документарец во Црна Гора. Бев работен во Сител тогаш. И тогашниот, сега веќе и вториот актер е покоен, така што кој ќе умрат сите, ја како Стојан Андов почнувам да ги раскажувам причите, така книги писам. И секој си го право. Да, но не, што се случи? Бев во Црна Гора, снимав еден документарен филм за сосем друга продукција. Еден од гостите во документарниот филм беше владиката Амфилохи, еден озлогласен владика од Црна Гора од време на војната, покоен. И ми вели, може ли, вика, да ме снимиш изјава, да пуштиш негде на телевизија, да ги повикам властите во Македонија да ми ги дадат моштите, вика, на Свети Јован Владимир. Дел од моштите, вика, да го повикам Тимотеј. Ајде, викам, кажи, го снимив, го повикувам Тимотеј, да дојде, вика, да ми ги донесе, а тогаш две односите меѓу црквите замрзнати. Се сеќаваш, нели, на тој спор. Сега веќе е минато. И одам ја во Сител, му ги давам на Маријан Николовски снимката, викам, дај бе да го пуштиме ово вести. Леле, ова е многу јако, он знаеш, прати религија, го емитуваме и ми се јавува мене Тимотеј. Ти работиш за УДБА, за КОС, како објавуваш вакви работи, кој овој у Македонија на телевизија да бара мошти, тоа ние треба синот да заседава. Викам, добро, кажи што да ставам као став еве за увести. Дека ќе заседава синодот и ставам тоа. И потоа одлучи, и тоа беше првиот чекор. Сега да не бидам ја као Стојан Андов, ама од мене почна. Тоа беше првиот чекор во помирувањето на двете цркви, кога Тимотеј од овде отиде во бар на осветувањето на црквата и однесе моштиот Свети Јован Владимир. Дури му дадоа тогаш и заеднички да служи, иако не се признаваа меѓу себе. Од таму се почна. Имам и ја некоја заслуга у се ова вајда. Ме викна тогаш Амфилохија, викам, не, јас сум секуларен типац, не ви се баврам, викам, со такви верски прашања, не отидов. Но еднаш па кога бев потоа у Црна Гора на одмор, многу ми се слоши и барав прв хотел кај да спијам, затоа што не можев да продолжам да возам, да се вратам во Македонија, и патот ме однесе баш до црквата. Кога видов храм Свети Јован Владимир, па влегов внатре. Така интересна приказна. Ама сакам да ти кажам дека, иако беше агресивен, Тимотеј принципиелен беше. Ќе дадеше секогаш став. Даваш изјави, се јавуваше секогаш кога да го бараме. Знаеше понекогаш да каже, вие битанги, вие пезевенци. Ама тоа не беше ништо грдо, не беше навредливо, затоа што секогаш прифаќаше разговор, давање изјави, интервјуа, и тоа во најспецифичните моменти од историјата на Македонската православна црква, оваа 30 годишна што ја знаеме,
другите кога сите молчеа, тој зборуваше без проблем. На крајот од оваа емисија, уште еднаш да се извинеме на светски признатата Ана Чупеска за зборовите кои... Добра тактика ти е тоа. На почетокот ќе навредиш некого и после тоа 6 пати ќе се извиниш и ќе предизвикаш внимание. Ама ќе ти се земе тоа за улеснителна околност која на суд, така. Ја немам проблем. Мене и кога сум ги пцуел, кога сум ги правил ломка Ивица Коневски, ми пресуди да му платам 100 евра. Ја му викам, дај секој месец ќе ти дам по 100 евра да не се влечеме по судови. Јавно му по... Ивица Коневски? Да. Како е, па нели... Па така што джабе ќе ме тужите. 100 евра имам да ви платам. Како да ви објаснам? Нели иста партија сте? Значи, нели иста партија? Нели тогаш не? Ја немам партија, мене партија ми е Македонија. Да. Друга партија освен Македонија, јас немам, почитувани слушатели. Да живее нашата партија Македонија. Дали има вака составовиве, не можеш да го познаеш дали е поблизок со СДСМ или со ДУИ. Да живее не нашата... можеш да му го фатиш крај. Да живее нашата партија мајка Македонија. Ама понекогаш може и партија да не биде Европска унија. Или татковина, да не ме... Да. Да има и мајка и татко. Затоа што у Америка кога ќе отидеш поарно е да кажеш дека си од Европа или у Кина, од да зеднеш да им објаснеш од ваму сум од таму сум. Ми се десило тоа.